Според потврдените информации дојавени од наблюдувачите и регионалните канцеларии на МОСТ, досега се забележани следните неправилности на гласачките места. Гласачко место 1778, општина Ново село. Едно лице агитирало пред гласачкото место. Дошла полиција да го приведе, но лицето побегнало. Пред основно училиште Димитар Влахов, општина Штип, присутни се неовластени лица кои ги евидентираат гласачите кои влегуваат во објектот. Гласачко место 1849, општина Струга. Еден гласач гласал и повторно се вратил во гласачкото место за да гласа повтор пат. Избирачкиот одбор не му дозволил да гласа. Била повикана полиција и гласачот бил отстранет од гласачкото место. Гласачко место 2557, општина Ѓорче Петров. Гласач гласал со вклучена камера на мобилниот телефон. По проверката од страна на избирачкиот одбор, во телефонот не била пронајдена фотографија или видео и случајот е третиран како обид за фотографирање. Гласачко место 0281, општина Валандово. Гласач го фотографирал гласачкото ливче. Избирачкиот одбор повикал полиција пошто гласачот бил отстранет од гласачкото место, а фотографијата била избришана. Гласачко место 1219, општина Неготино. Гласач јавно кажал за кого гласал. Гласачко место 0624, општина Демир Хисар. Член на избирачкиот одбор кој што гласа на истото место, јавно пред сите изјавил за кого ќе гласа и гласал отворено на масата пред сите членови на избирачкиот одбор. Гласачко место 2011, општина Теарце, едно ливче било откинато од кочанот заедно со серискиот број. За случајот е известена општинската изборна комисија Теарце. На гласачкото место 1580/1, за кое известивме на претходната пресконференција, избирачкиот одбор продолжува со толерирање на фотографирање на ливчињата. За ова ќе известиме и Државната изборна комисија. Што се однесува до случајот на фотографирање на гласачкото ливче во гласачкото место 2556, за кое што исто така јавивме на претходната пресконференција, ливчето било изолирано и ќе биде сметано за неважечко, а меѓу другото полицијата покренува и постапка против оној кој што го фотографирал ливчето. Според податоците добиени од PVT програмата или паралелното пребројување на гласовите, која представува математичко-статистички научна метода, одзивот на гласачите по изборни единици е следниот. Изборна единица 1 до 9 часот 6,15%, до 10 часот 11,32%. Изборна единица 2 до 9 часот 5,46%, до 10 часот 9,75%. Изборна единица 3 до 9 часот 6,78%, до 10 часот 11,79%. Изборна единица 4 до 9 часот 6,34%, до 10 часот 11,84%. Изборна единица 5 до 9 часот 5,30%, до 10 часот 9,61%. Изборна единица 6 до 9 часот 3,22%, до 10 часот 5,74%. Прашања? Во оваа фаза на денот и во текот на изборниот ден не даваме никакви оценки за тоа што како може да влија и зошто. Тоа го правиме во рамките на прелиминарната оцена, а меѓу другото и во рамките на нашата проценка кога ги табелираме резултатите и ги проектираме. Во оваа фаза, овие работи што ги кажав, се тие кои што ни се потврдени, јавени и затоа ги споделуваме со јавноста. Значи, нашите донатори можете слободно да ги прочитате на соопштението кое што ќе ви биде доставено сега веднаш после завршувањето, а околу финансиските детали можете да упатите барање или да дојдете кај нас, ќе ви објасниме се, не е проблем. Само уште едно прашање. Дали вашите наблюдувачи забележуваат на колку луѓе не им е дозволено да гласат бидејќи не се пронајдени во избирачкиот список? Повторно ќе ви кажам, значи, методологијата која што ја аплицираме
ги кажува овие податоци кои што сега ги споделив со вас. Доколку има случај на фреквенција одредена на гласачи кои што не може да се најдат на некој избирачко место, а тоа ни е потврдено и пријавено, тоа го правиме. Значи, ќе ви кажам веднаш, имало години, значи не знаете толку долго време, така да се што го имаме приметено, што ни е потврдено и аргументирано, го споделуваме со јавноста.